Прво ќе анализираме изјавата на Тала Џафери. Тој вели следното: тие знаеле дека ќе се случи тоа што се случи на 27 април, тоа е под прво. Второ, дека знаеле дека тоа ќе се случи на 27 април и затоа го извлекле Али Ахмети да не биде во салата на тоа гласање на 27 април. И како трето, тоа што се случи на 27 април било државен удар во рамки на Република Македонија. Значи таа е изјавата на Тала Џафери. Ајде прво да ја слушнете таа изјава. Го очекувавте ли тоа? Искрено, претходно сите предпоставки што ги правевме, анализи, заклучокот беше дека може да се случи тоа. И ќе се случи тоа. И затоа не беше добро Али Ахмети да дојде. И по прашање на Али Ахмети беше одлука uz база на анализата доколку е он внатре со тој гнев, што ќе се влезе внатре како проценка, имајќи превид сите случувања претходно, а поготово 2001 година, проценката беше моја дека тој таргетот. Дека во тој момент, доколку он е внатре, ќе се искористи, ако не е таргетот, него индиректно ќе се искористи ситуацијата да он биде целта за елиминација физичка, која што би предизвикала ситуации непосакувани како што беа предвидени ситуациите. И од таа причина и внатре коалицијата, а и како партиска одлука на органите на партијата беше дека Али Ахмети не смее да биде внатре. Доколку сакаме тоа да го завршиме како што треба да го завршиме. Ако на 27 април тогашната опозиција свесно оди да предизвика конфликт во македонскиот парламент, кој е најголем добитник на тој конфликт? Тој е Тала Џафери, тој е Али Ахмети, тој е Зоран Заев кој станал премиер на македонската влада. А структурите кои се 2001 година на власт по повод случувањата во и околу Рачиново свесно одат на избегнување на конфликт. Бидејќи станува збор за истој објект, тој македонскиот парламент, станува збор за маса македонски граѓани кои се незадоволни од тие отстапки кои им се даваат на албанците, и во двата случаи имаме обид за упати влегување во македонскиот парламент. Во првиот случај државните структури го напуштаат парламентот, во вториот случај останал до парламентот. Значи во вториот случај свесно сака да предизвикаат конфликт и на баранот на тој конфликт да обвинат претходната власт дека е режим во Република Македонија, а Никола Груевски да заврши ко Слободан Милошевич, односно 27 април да биде македонска верзија на 5 октомври кога беше рушен Милошевич во Србија. Има една изјава на Тала Џафери од тој интервју која за мене е крајно проблематична. Во еден момент Тала Џафери во интервјуто кажува дека во момент на 27 април, кога ситуацијата изгледа просто невозможна, кога нема реакција на македонската полиција, тој го крива телефонот и му се јавува на тогашниот министар за внатрешни работи од редовите на неговата партија ДУИ и му вели: најди 60 или 80 албанци, полицајци кои се под твоја контрола, застани на нивно чело и дојди да не браниш во македонскиот парламент. Ако тоа се случеше, ако 60 до 80 македонски полицајци од албанска етничка припадност под контрола на министар од редовите на ДУИ, значи албанец, дојдат во македонскиот парламент, ги бранат претениците од македонските граѓани или од македонскиот народ, тоа ќе значеше влез во меѓуетнички конфликт и една крвава берутска или либанска граѓанска војна во Република Македонија. Зошто баш сега Тала Џафери тоа го кажува и која е позадината на сето тоа што се случувало на 27 април. И во еден момент кога ми се јавуваат од седиште на партијата за да прашуваат состојбата каква е, прво лично моја позиција, и викаат што треба да правиме. Викам: луѓе, јавите ми се на министерот и ако е потребно, имајќи предвид дека скоро 2,5 часа никој не иде овде, кажете му на министерот дека ги собере 50, 60, 100 полицајци, албанци што ги има таму барем поединечно под контрола, И со нив. да ги организира и он како министер да ги води. И да си влезете во собранието. Нема што друго. Овде више работава е во таква ситуација што никој не може да предвиди следниот минут како ќе заврши.